Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Добро утро. Вие сте на фреквенциите на Радио Слободна Македонија во најновото издание на Живот со доктор Крсте Маљановски, советник на претседателот на владата за труд и социјална политика. Добре дојдовте, доктор Маљановски. Добро утро. Имаме денеска една тема за која се надеваме дека ќе побудиме интерес кај нашите слушатели. Денешната тема во ова издание на Живот е малолетнички бракови. Малолетничките бракови се честа појава во земјите во развој, непропорционално влијајќи на девојчињата, загрозувајќи го нивниот живот и екзистенција. Вкоренета во културната традиција и сиромаштија, оваа пракса не само што ги повредува човековите права, туку влијае и на стабилноста и економскиот развој на земјите. Доктор Маљановски, каква е состојбата во нашата земја? Како што и веќе напоменавте, и кај нас го има овој феномен, не во големи размери, меѓутоа има еден тренд на зголемување, на склучување на вакви бракови. Дали е тоа, како што е насловот на емисијата, хармонија во семејството или брачен живот? Па секако не. Заради тоа што се склучуваат бракови кои на возраст најчесто од страна на девојчето или жената на 16-17 години, што навистина дискутабилно е да се зборува за некоја психофизичка зрелост, па дури и сексуална зрелост кај овие деца. Деца ги викаме заради тоа што и во нашето законодавство возраста до 18 години се малолетници и деца. Овој тренд на пораст е благ, не може да се рече дека е рапиден, меѓутоа дефинитивно го имаме како склучување на бракови. Меѓународните закони ги забрануваат малолетничките бракови пред 18 годишна возраст, како возраст нели на полнолетство, и овие закони се заснуваат на аргументот дека децата и адолесцентите не се доволно зрели да донесуваат одлуки за брак и семејство, односно дека раното стапување во брак може да доведе до трајни емоционални, физички, психофизички последици или страдања. Така е. Навистина, кај нас е малку на друг начин решено ова прашање. Значи, законодавецот дозволува склучување на брак на деца над 16 години, меѓутоа ни во еден случај не дозволува склучување, односно брачна заедница под 16 години. Што за жал во некои микросредини и овој феномен го имаме. Да е уште потрагично, да е потрагична ситуацијата, се стапува брак во брачна заедница, затоа што дефинитивно тоа не е брак, значи на возраст од 13 и 14 години, со образложение дека овие деца од овие национални идентитети се доволно зрели или таква е традицијата или во нашата средина, така велат нивните родители, е дозволено тоа на таа возраст да се стапи во брак, така да навистина имате право, последиците се можеби страшни во идниот живот на овие деца. Има и случаи каде што значи едноставно доброволно малолетниците влегуваат во брак. Не живееме во времето на Ромео и Јулија, но сепак има ли и такви случаи и каква е постапката за склучување на малолетнички брак? Случаи најразлични. Секој случај е посебна сторија, посебна приказна. Најчесто тоа се млади, незрели лица кои заради наводната љубов која во нивните глави е застапена, сметаат дека животот понатака е безсмислен без партнерот и дека стапувањето во брак на 14 или 15 години е оправдано. Меѓутоа, нашиот законодавец јасно го кажува тоа дека до 16 години не смее да се стапи во брак и дека возрастното или другото лице, машкото лице сноси кривични санкции, односно согласно казнениот закон, член 201, се смета дека потпаѓа под обљуба врз немоќно лице, односно врз дете. Од друга страна, санкции сносат и родителите на детето, односно девојчето
најчесто, кои што дозволиле заради нивната неажурност, заради невнимание, неследење на детето, да детето отиде во средина во која ќе изиграва родител, мајка, жена, и каде што може да биде санкционирано заради занемарување на родителската должност, што исто така се изрекуваат и мерки, дури и казнени мерки во согласно овој член во законот. Имаме случаи каде што значи малолетниците стапуваат во брак од прилика на иста возраст, меѓутоа има и случаи каде што малолетни девојчиња стапуваат во брак со повозрастни, да. Така? Тоа е навистина потешки се тие случаи. Ние не можеме да дојдеме до вистинската причина за стапувањето на брак. Дали е тоа некакво заведување, дали е ветување некакви, дали се традиционални некои обичаи за ветување на стапување во брак, заради тоа што дефинитивно некои поголеми анализи на нашата територија не се направени, меѓутоа показателите зборуваат некои чудни феномени во некои средини, кои навистина бараат дополнителни истражувања и навистина за да се утврдат правите причини на овој феномен, кој можеби, како што веќе споменавме во неколку наврати, да биде многу трагичен во однос на девојчето, заради незината психофизичка незрелост, заради емоционалната незрелост и на крајот на криштата заради можните последици по незиниот живот, по натамошен живот со раѓањето, предвремено раѓање и така натака и другите проблеми што може да се јават во оваа сфера. Така, дали тоа значи дека бременоста кај девојчињата значи после една ваква врска една од причините заради кои се стапува брак? Најчеста причина е и кога ќе дојдат во центрите за социјална работа да се бара дозвола за стапување во брак, ние ги гледаме дека се или во подмакла бременост или во фаза на бременост, каде што дури и медицинските стручњаци не дозволуваат абортирање на детенцето заради здравјето на девојчето, односно детето кое е останало во друго стање. Така, еве како што велат податоците, бременоста кај девојчињата е опасна по живот, бидејќи ако сте помлади од 15 па и 16 години, репродуктивните органи се недоразвиени на таа возраст и растењето се уште трае, нели? Кај девојчињата. Колкав е бројот на склучени малолетнички бракови на територијата на нашата земја? Да, и како што на почетокот реков, е во благ пораст, така да еве ќе ги покажам, ќе ги изнесам податоците за 2013 година, вкупно се склучени 130 малолетнички бракови, 2014 132, така до 2015 година се склучени вкупно 149 малолетнички бракови. Интересен е фактот за местата каде што се склучени, односно градовите кои што се склучени, каде што се склучени овие бракови, така да во 2013 доминира Гостивар со 35 склучени малолетнички бракови, следи Прилеп со 26 и Струга со 17. Зачудува фактот дека во Скопје се склучени само 2 малолетнички брака. Во 2014 година првото место по бројот на склучени бракови го носи Прилеп со 40 склучени бракови, Гостивар е втор со 36, Струга трета со 17, Скопје пак е релативно мала бројката 8. И во податоците за 2015 година зборува дека во Прилеп се склучени 44 брака, во Гостивар 39 и во Струга 18. Скопје со 14 брака нешто како да перманентно расте. Интересно е, навистина интересно е кога ќе вака, кога малку површно ќе се погледат резултатите, дека овие три градови доминираат. Тоа е и поназад, и во другите години пред 2013 година, зачудува фактот дека, например, една релативно мала средина, како што е Струга, па и Гостивар, да има толков број на склучени малолетнички бракови. Меѓутоа, велам, тоа е, навистина би требало малку подлабоко да се истражува овој феномен за да се утврдат правите причини за склучување на брак. Не можна една од можните причини е и заминувањето во странство, се извинувам,
А можно е исто така и традиционалните обичаи, посебно кај ромската популација. Овој феномен кај ромската популација го имаме и на возраста под 16 години. Меѓутоа, навистина тогаш би требало да многу се замислат нивните родители и да овие заедници, да не ги зборуваме брачни затоа што тие не се брачни, навистина бидат во старт прекинати, односно детето да се врати во матичното семејство. Заради тоа што последиците се можеби да бидат катастрофални. Од повреди на гениталните органи до долготрајна или можеби и цел доживотна неможност да се има своји деца во случај да се остане во бремена состојба. Посебно загрижува фактот што кај овие деца не одат на редовни лекарски прегледи. Гледаме во последно време што ни се случува со најразлични малформации кои плодите, што уште дополнително го загрозува здравјето и плодот на овие родилки, да ги кажеме така, како што би можело да бидат. Овие податоци што ги изнесовте, доктор Маљановски, сепак се однесува, значи, на бракови склучени над 16 годишна возраст. Така, значи, да го потенцираме. Законодавецот дозволува, ако има согласност од родителите, од матичниот центар за социјална работа, како орган за старателство за деца до 18 години, значи и центар за социјална работа да даде согласност за оправданоста од склучувањето на брак. Која е постапката во случај да дојде од барање од судот за согласност од центарот, колегите од центрите за социјална работа ги викаат идните брачни партнери, им држат едно кратки советувалишни консултации во кои ги соочуваат со предизвиците на идното заедничко живење. Најчесто тоа се позитивни манифестации од заедничко живење, ние не можеме да тргнеме со една песимистичка прогноза за нивниот живот, меѓутоа исто така и врските кои, иако на изглед изгледа дека брачниот живот е едноставен, во секој случај е многу сложен. Од тој аспект гледано, сметам дека уште би требало повеќе да се работи, како на јавната презентација и можностите од негативните ефекти при вакви исклучувања на бракови, најчесто кај младите лица. Тука ќе направиме, доктор Маљановски, една куса пауза, па се враќаме во живот со нашата денешна тема малолетнички бракови. Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Во живот сме и денеска со доктор Маљановски. Нашата денешна тема е склучување на малолетни бракови. Доктор Маљановски, во нашата земја, во Република Македонија, постои едно, да не бидам претенциозна, високо или помалку високо ниво на прифаќање на договорени бракови и процентот на склучени малолетнички бракови во женската популација според податоците е 5 пати поголем од тој на машката. Секоја пета жена вели смета дека нема право да го одбие стапувањето во брак доколку изборот на младоженец е направен од незиното семејство. Да. Дали е навистина така? Да. Ги знаеме отприлика средините во кои на ваков начин се склучуваат бракови. Тоа се семејства кои се релативно блиски и кои советување дека еден член од нивното семејство ќе премине во другиот член преку стапување во брак, најчесто се случуваат вакви. Истиот феномен, да ви кажам, го имаме и при посвојувањата, така да не зачудува фактот. Меѓутоа, тоа се традиционално, длабоко традиционално обичаи кои се задржани со векови. Мислам дека и покрај фактот дека го знаеме тоа, ние не можеме да го санкционираме. Навистина заради тоа што тоа се договори меѓу најчесто две семејства, каде што едната се согласува да на најмала возраст, на релативно најмала возраст, детето премине во другото семејство.
ова се најчесто се забрзува, односно раната младост кај девојчињата е заради заминување во странство и заради формирање на семејство, кое би евентуално би било во некои рамки може би и среќно. Не би сакале да ја забрануваме љубовта на вистина, меѓутоа би требало да се свесни за последиците, а најчесто не се. Најчесто не се заради тоа што живеат во релативно затворени микросредини, во семејства, каде што ништо чудно е и да не го познаваат идниот партнер, и едноставно да биде дадена во другото семејство. Дали ова појава казнива со закон, овие договорени бракови помеѓу малолетни лица и повозрастни? Не, во принцип не, заради тоа што тоа не се кажува, едноставно се доаѓа пред матичарот или под судот, каде што малолетничките бракови би требало да бидат регистрирани, се барат согласност од родителот на девојчето и на девојката. Таа согласност во секој случај е веднаш дадена, се бара согласност од центрите за социјална работа, каде што дефинитивно би требало да се даде, заради тоа што се свесни дека се стапува во брак, и судот го регистрира бракот и како малолетнички брак. Се казнува оној брак под 16, она брачна заедница под 16 години, каде што во ниеден случај не би требало да се дозволи склучување на брак. Тука имаме најразлични манифестации и манифестно однесување. Дефинитивно постои можност и родителите на девојчето да не го знаат, па го пријавуваат како исчезнато, па се ангажира полицијата додека се најде, додека се утврди идентитетот на детето и додека се врати во семејството. Значи постои реална можност, например, да се води и истрага. Во случај да се знае, тогаш сме имале случај и дури и за продавање, го слушаме од страна на машкото, и да во такви случаи релативно тешко се раздвојува оваа заедница, заради тоа што направени се некакви спогодби, некакви договори, меѓутоа во секој случај ваквата заедница под 16 години е казнива со закон. Од страна на машкото може да се поднесе кривична пријава и за облјуба врз немоќно лице, затоа што детето под 16 години е дете и тоа е немоќно лице, а од страна на против родителите на девојчето најчесто се поднесува кривична пријава за занемарување и за поставување на детето, заради тоа што не воделе доволно грижа за своето дете, за нејзините излегувања и за нејзиното слободно време. Од тие причини, знаете, се е системски поврзано. Имајќи во предвид социоекономската структура на овие деца, која е многу често пониска од некој просек, задолжителното основно средно образование, освестувањето, контактот со другите лица, со другите деца, прави да таа зрелост се зголеми. Ние очекуваме дека во иднина бројот на малолетнички бракови ќе се смалува заради цивилизацијското ниво што го постигнува нашата земја, меѓутоа дефинитивно ни треба време и ни треба уште големи можности да влеземе во овие традиционално патриархални средини и да го објасниме значењето на ова феномен. Според податоците, особено погодена заедница во нашата земја со овој проблем се ромите, а во Националната стратегија за роми појавата на чести малолетнички бракови е детектирана како една од причините за ниските образовни постигнувања на децата роми. Какво е вашето мислење така да? Заради тоа и претходно го реков, вклучувањето на ромите во сите сегменти на општественото живење, посебно во воспитно-образовниот процес, што не беше случај порано, ќе допринесе да овој феномен се намали што е можно повеќе. Јас не сум сигурен, меѓутоа како што изгледаат, како што се презентирани податоците, најголемата ромска заедница во Македонија се наоѓа во Скопје, али меѓутоа според бројот на склучени бракови, официјално склучени бракови, е релативно низок. Бројот што
пак допринесува дека вклучувањето во воспитно-образовниот процес и дало своји резултати и сметаме дека сите деца, дефинитивно сите деца без исклучок би требало да бидат вклучени во овој воспитен основни и за средно образование. Ние ги имаме резултатите и од нивната вклученост. Знаеме дека тој процент далеко се зголемува од година во година, имајќи предвид и привилегиите, односно бенефициите од редовното посетување на училиштето, тргнувајќи од правата од добрата социјална заштита и сите други права што следат. Мислам дека главниот акцент за едно цивилизацијски напредок во ромската популација, која е дефинитивно многу критична во оваа област, би требало да играат невладините организации, ромските невладини организации, исто така институциите на системот кои веќе длабоко се навлезени во нивната ресоциализација, во нивниот систем на живење, имајќи ги предвид сите оние активности што се со декадата на ромите, вклучувањето на жената во пазарот на трудот, ромка жена, нивниот образовен процес и така натаму и така натаму. Пред крајот сме, доктор Маљановски, на денешното издание на Живот. Ке завршам со еден апел од господинот Спиро Ристовски од пред 2-3 години, кога тој беше министер за труд и социјална политика. Тој изјави: апелираме младите да дадат отпор и да не прифатат да склучуваат вакви бракови, а државата ќе помогне преку едукација и посебни кампањи да се спречи ваквата тенденција. Вашиот апел за крај и да завршиме. Навистина, да се намалат бројот на вака склучените бракови. Нарочито оние под 16, пак да велам, не се бракови, тоа се некои брачни заедници, се со цел да се зачува женската популација, да љубовта доминира, меѓутоа таа зрелата, вистинската љубов, а не вака случајно нешто што се случува многу ретко, меѓутоа сепак што го имаме. Ви благодарам што бевте дел од Живот и денеска на Радио Слободна Македонија. Молам. Тука се одјавуваме Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија, уредник и водител Рашила Гинова Карафиловски, датум на емитување 3.2.2016, техничка реализација Владимир Дамјановски, продукција Радио Слободна Македонија. До слушање. Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија.